Дневник на Канал Плюс телевизија, добро вечер. Со настаните забележани за овој неделен ден, но и оние кои одбележаа неделата зад нас, започнуваме веднаш по кратката најава. Министерството за образование и наука почнува грант програма од 700.000 евра за подобрување на вештините на учениците преку поврзување на стручните училишта со малите, средните и големите компании во земјава. Денес во посета на Штип беше генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Оливер Спасовски. Посетата ја искористи за средба со граѓаните во неколку штипски населби. Кои се убавините на Берово и Малешевскиот регион ќе дознаат и французите. Група од 20 на туристи од општина Ливаро, Франција, утре ќе пристигнат во Берово. Започнува реализација на грант програма вредна 700.000 евра на Министерството за образование и наука во соработка со Светска банка преку проектот за развој на вештини и поддршка на иновации, преку која ќе се поврзуваат јавните средни стручни училишта со малите, средни и големи компании во земјата, со крајен очекуван исход подобрување на практичната настава и вештините за вработување на учениците, изјави заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски на денешната пресконференција. Имплементацијата на оваа програма е исклучително значајна стимулативна мерка од финансиски аспект е во согласност со образовните политики за модернизација и развој на стручното образование, со особен акцент на средното, имајќи ги предвид потребите на пазарот на труд во земјата со соодветен стручен кадар. Програмата нуди неколку типови на грантови, односно нуди можност за финансирање на проекти за реализација на практична настава во склоп на училиштата за организирање на кампови за техничка обука за време на летниот распуст, курсеви и практична обука во училиштата. Проекти за реализација на практична настава во компаниите, директно на работните места, проекти за основање на реални училишни компании. Износот на средства кои може да се добијат ќе се движи од 5 до 20.000 евра по проект од училиште, односно проект на училиште и компанија заедно, во зависност од самиот проект. Може да се аплицира со повеќе проекти за различни типови на грантови. Премиерот Емил Димитриев ги прифати оставките на министрите од ДУИ и согласно процедурата тие се испратени до Собранието на Македонија. Право на политичката партија ДУИ е кои лица ќе ги повлече од позициите за министри и кои лица ќе ги определи и достави како предлози за избор на министри, и за овој процес се во тек консултации. Од страна на ВМРО ДПМН до владата нема пристигнато најави или информација за промени на министрите од редовите на партијата и коалицијата за подобра Македонија, која предводи соопштија од кабинетот на премиерот. Затворањето на Балканскиот коридор не е на штета на Грција, туку напротив во нејзина корист. Македонија никогаш не беше дел од решението за ограничување на чие било движење. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов овој став го образложи во интервјуто за грчкиот весник Товима. На грчката јавност треба да и биде јасно дека затварањето на Балканскиот коридор не е на штета на Грција, туку напротив во нејзина корист. Македонија никогаш не беше дел од решението за ограничување на чие било движење и никогаш не сме поддржувале исклучување на Атина од иницијативите поврзани со мигрантската криза, изјави председателот Ѓорги Иванов во интервјуто за грчкиот весник Товима. Грција дозволи импровизирани кампови на самата гранична линија со Република Македонија и со тоа ги охрабри мигрантите да користат илегални премини, со што директно ја загрози нашата национална безбедност. Потврда за ова е инцидентот на 14 март, кога околу 2500 лица беа илегално уфрлени на македонска територија. Трагедијата е што ваквата практика продолжува и покрај затворениот коридор секоја вечер регистрираме над 100 обиди за илегален влез во Република Македонија. По се изгледа дека одредени политичари во Грција не ја сваќаат сериозноста на безбедносните ризици, што со себе ги носи оваа криза. Веќе постојат индиции дека делот до апсините и осомничените за терористичките напади ја користеле токму балканската рута.
За парадоксот да биде уште поголем, сега во Грција се води негативна кампања против Македонија. Грчките граѓани треба да бидат информирани дека и јавно, но и во разговорите со моите соговорници од Европската унија, барав да и се помогне на Грција, изјави македонскиот претседател во интервјуто. Во однос на мерките за доверба, Иванов потенцира дека тие беа на иницијатива токму на македонската страна и дека Република Македонија направи се за да изгради мостови со грчкото општество, дури во услови кога грчката влада правела се за да ја поткопа таквата соработка. Тука се вбројуваат и многуте неуспешни обиди за средба со сегашниот и поранешниот грчки претседател. Надвор од секаква политика е претседателите на две соседни земји, без оглед дали сегашни или поранешни, да не се сретнат ниту еднаш. За чудо до денес нема позитивен одговор од Атина за моја средба со грчкиот претседател, иако не инсистираме ниту на формат, место, време или тема на средбата, изјави Иванов. Средби со македонски стопанственици, професори, студенти или новинари уште долго време ќе бидат незамисливи за официјална Атина. На 25 март во повод прославата на Денот на независноста на Грција, повтор пат присуствував на дипломатскиот прием кој го приредува грчкиот амбасадор во Скопје. Веќе следниот ден мојот грчки колега, претседателот Павлопулос, ја врати услугата со уште една навредлива изјава за Македонија, посочува македонскиот претседател. Ниту еден проблем, вели Иванов, не бил решен со негово игнорирање и избегнување на комуникација. На таков начин нема да се реши ниту мигрантската криза, ниту прашањето за името. Егото и агресивните политики од минатото треба да се заборават еднаш за секогаш, а за доброто на новите генерации нивниот напредок треба да се соочиме со проблемите, не да бегаме од нив, порача претседателот Иванов. Запрашан на што се должи замрзнувањето на преговорите за прашањето околу името, претседателот Иванов порача дека тој секој пат бил и е подготвен за директни средби со кој било политичар и општественик од Грција. Генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Оливер Спасовски денес беше во посета на Штип. Пред присутните Спасовски презентираше дел од проектите од предизборната програма, оствари средба со младите штипјани и посети неколку штипски населби. Во посета на Штип денес беше генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Оливер Спасовски. Тој посетата ја искористи за да ги презентира дел од мерките од предизборната програма на Социјалдемократскиот сојуз пред присутните граѓани. Мора да имаме сериозни реформи во правосудството, да имаме независно судство ослободено од стегите на партиските интереси. Мораме се да направиме да безбедносниот систем на вистина стане столб на безбедноста во Република Македонија. Мораме да имаме професионализација, департизација и декриминализација на македонската полиција. Затоа постојат низа на мерки во овој правец во програмата на СДСМ, пред се враќањето на позорникарите, полицајци на улиците на градовите, за да може да се подигне нивото на безбедност. Спасовски одговори на дел од новинарски прашања поврзани со личните карти кои беа одземени од специјалното јавно обвинителство и за возачките дозволи кои беа спорни. Специјалното јавно обвинителство отвори истрага во однос на овој предмет кој што го имаме и во рамките на таа истрага се преземени низа на действија. Кога сме кај личните документи, дали понесовте кривична пријава за фирмата која изработуваше, за која сметавте дека изработува фалсификат водачки дозволи? Мислам дека многу пати одговорив на ова прашање во однос на тоа. Вината апсолутно лежи во приемот на ваквите документи и нарачката на ваквите документи во Министерството за внатрешни работи, не во фирмата која што биле нарачени овие документи и кои што се испорачани во МВР. Во продолжение да направиме преглед на настаните кои оставија белек изминатава недела. Американската автомобилска компанија Amphenol, која веќе работи во 2 капацитети во Кочани, до крајот на годинава ќе гради нова фабрика и ќе вработи уште 550 лица во овој град. Американската компанија вкупно ќе вработи 1300 лица од Кочани и околните места. Нова инвестиција најавува и холандската компанија Антура. Американската моќна компанија Amphenol, која што во Кочани веќе има браунфилд инвестиции, годинава отвора трета компанија, која што ќе биде изградена како гринфилд инвестиција. Предходните две се сместени во постоечки погони, додека за следната ќе се гради нова фабрика, нов капацитет, исто така во Кочани, во која што до крајот на годината ќе се вработат 550 лица. Заедно со досега вработените, до крајот на оваа година ќе имаат вкупно 1300 вработени лица.
Од разговорот на градоначалникот на Кочани Радко Димитровски со странските инвеститори, тие потврдиле дека условите за инвестирање во општина Кочани се доста поволни, дека кадарот со кој располага општината и регионот се доста квалитетни и дека нивните бизнис планови и профити се позитивни и токму од тие причини веќе одлучија да го градат и третиот капацитет на американската компанија Амфенол. Ова инвестиција докажува дека мерките кои што се превземени од страна на нашата влада и задоволството кај инвеститорите покажуваат дека биле во право и дека со новата инвестиција, со новите над 500 вработувања, ќе имаме бенефит и ние овде кои што сме во Кочани, кои што се грижиме за намалување на невработеноста, а воедно ќе имаат бенефит и странските инвеститори кои што пред неполни 2 години се вклучија, дојдоа во Кочани и видоа мощне, погодно тло каде што можат да ги реализираат своите инвестиции. Нова инвестиција најавува и холандската компанија Антура. Овие денови и една друга мощна голема странска компанија која што веќе инвестираше во општината Кочани и која што има преку 200 вработени, тоа е компанијата Антура од Холандија, која што е Гринфилд инвестиција, веќе ја најави својата втора фаза, односно зголемување на капацитетите уште за онолку колку што ги има досега. Инаку, невработеноста во Кочани е преполовена или поточно од 2006 година беа регистрирани 11.000 невработени. Денес во Кочани има 5.300 невработени. Тоа е резултат не само заради Амфенол, туку заради сите оние кои отворија нови компании во Кочани или пак ги проширија своите капацитети и вработија нови луѓе. По повеќе од 20 години започна изградбата на патниот правец што ќе ги поврзе двете соседни општини Карбинци и Чешиново Облешево. Финансиските средства од 16 милиони динари ги обезбеди владата на Република Македонија, а должината на овој патен правец е 3,5 километри. За жителите од овие две општини изградбата на овој пат е од големо значење, бидејќи досега за да стигнат до соседната општина поминуваа повеќе од 25 километри по обиколен пат. Жителите на селата Аргулица и Борилчево по повеќе од 20 години ќе се поврзат со асфалтен пат во должина од 3,5 километри. Градежните активности за изградба на овој патен правец во вредност од 16 милиони денари се веќе започнати. Денеска со гордо сакам да најавам дека Агенцијата за државни патишта, односно владата на Република Македонија, ни помогна да го изградиме патот село Аргулица, село Борилчево, односно општина Карбинци, општина Чешиново Облешево. Овој патен правец е во должина од 3,5 километри во вредност од 16 милиони денари. Така да овој патен правец денеска започнува да се гради, ќе започнат први земените работи, потоа ќе се асфалтира. Асфалтот ќе биде широк 4 метри во должина од 3,5 километри како што напомнав. За жителите од овие две општини изградбата на овој пат е од големо значење, бидејќи досега за да стигнат до соседната општина поминуваат повеќе од 25 километри во еден правец. Овој патен правец е од круцијално значење за нашата општина, така да, например, жителите што гравитираат од село Аргулица и од плачковичките села, кои би сакале да отидат во Облешево на пазар или во било кој дел од источна Македонија, поминуваа повеќе од 25 километри во еден правец да отидат до Облешево. Сега ова ќе биде скратено и ќе се намали на 5-6 километри. Овде не застануваат градежните активности на општина Карбинци. Се градат патните правци од село Долни Балван до село Долно Трогерци, од село Радање до Козјак, а при крај изградбата на влезот на село Карбинци. Увозното ефтино свинско месо и долготрајната блокада на рускиот пазар предизвикаа рекордно ниска цена на свинското месо, какво што сточарите не паметат. Производната цена на килограм свинско месо е далеку повисока од продажната цена. Државните субвенции го ублажуваат, но не го решаваат проблемот на сточарите. Свинското месо во Македонија достигнува рекордно ниски цени. Затворениот руски пазар создаде огромни вишоци на свинско месо во цела Европа, што резултираше со поевтинување на месото не само кај нас, туку и во поширокиот регион. Вообичаено овој период цената на свинското паѓа и заради актуелните великденски пости. Моментално, килограм жива мера за товеници од 95 до 115 килограми е 65 денари. Свињите од 120 до 150 килограми се откупуваат за 55 денари, а останатото за 50 денари килограм. Тие са толку минимални цени,
што на пример производната цена на еден торионик е 84 динара, а ние ја продаваме за 65. Значи правиме негативна разлика од 190 денара по килограм. И тоа е во континуитет веќе неколку месеци, што е најстрашното. Владата со дополнителни субвенции по 1000 денари плюс за гоеници со тежина над 120 килограми ќе ја ублажува состојбата. Целта е да им се помогне на сточарите да го преживеат периодот во кој откупните цени се многу пониски од производната цена на месото. Оваа година е катастрофа. Фактички, што да ви кажам? Имам 20 прасиња, ја ги направија по 35-40 кг, никој не ги зим. Па реална цена, например, да речеме, па нека биде по 150 денара за прасињата, а оние нека бидат по 100 денари, например, да излезеш на крај, а вака шо? Не е само свинското месо со дампинг цени. Вишокот храна која до пред неколку месеци завршуваше на рускиот пазар, од октомври наваму предизвикува пат на цената на свинското и јагнешкото месо, на јајцата, млекото и житарките. Алтернатива на рускиот пазар за македонските прехранбени производи е кинескиот, кој е отворен за соработка, но извозот тамо е пропратен со други проблеми. Ги имаме сите документи за извоз во Кина. Меѓутоа, нашите количини се толку мали, што навистина само транспортот ние не можеме да го организираме и не може да обезбедиме такви количини да се исплате транспорт и да се исплате таа соработка. Инаку сите потребни документи ги имаме и дозволи за извоз во Кина. Во пресрет на великденските празници, она што е проблем за сточарите ќе биде добра вест за потрошувачите. Сегашните ниски цени на свинското и јагнешкото месо најверојатно до Великден и 1 мај ќе бидат уште пониски. Започна испораката на дрва за пензионерите во Виничко. Од Сдруженијето се оптимисти дека договорените 3700 кубици со македонски шуми ќе бидат доставени до стартот на новата грејна сезона. 470 фамилии во Виничко, претежно пензионери, и следната грејна сезона на дрва ќе чекаат преку Сдруженијето, со тоа што исплатата ја започна и ќе можат да ја завршат на цели 8 рати. Шумското стопанство Плачковица за пензионерите треба да испорача 3700 метри кубни дрва по старите цени, со вклучен превоз, велат од Сдруженијето. Предност за порано испорачени дрва имат тие што исплатат порано и некои изнемоштени лица што се неопходни за дрва. Иначе списковите се дадени во подршната единица во Македонски шуми. Парите се преведени првата рата и 10% авансно. И веќе сме почнале со дотур на одредени пензионери до домовите ни. Сдруженијето за среда има закажано годишно собрање на кое ќе се разгледуваат годишните сметки од претходната година, но ќе се бара подршка и за буџетот за предстојната година кој е во пораст. Сега рачунаме зголемени приходи на 1.740.000, зголемени приходи, нешто се од чланарина, нешто од рабат за дрва, така да рачунаме да нешто е зголемено, малку и донација имаме оваа година и од буџетот на собранието, за прв пат до сега тоа го немаше. Имаме предвидено околу 80.000 договор со локалната самоуправа и градоначалникот и мислиме дека ќе биде малку подобро од претходната година. Според најавите, во 2016 се планирани средства за подршка на ограноците, тоест до упремување на подрачните канцеларии, а виничките пензионери ќе земаат учество и на регионалните спортски игри, како и на музичката ревија во Пехчево. Државните средни училишта го објавија конкурсот за упис, каде има многу повеќе слободни места отколку завршени основци. Во средните училишта на истокот има места за 3128 нови средношколци. Министерството за образование и наука го објави конкурсот за упис во јавните средни училишта во учебната 2016-2017 година. Во источниот регион за новите средношколци планирани се 3128 места, број кој е далеку поголем од бројот на ученици кои годинава завршуваат со основното образование. Најмногу места за нови средношколци има во штипските средни училишта, 1054, од кои 340 се во средното електромашинско училиште Колен Ехтенин. По 238 места има за нови ученици во гимназијата Славчо Стојменски и средното медицинско училиште Јане Сандански. Места за 170 ученици отвара средното текстилно и вообичаено. 68 ученици се очекува да започнат со средното музичко образование во Штип. Најмногу 34 ученици од
регионот трета година поред ќе имаат можност да се запишат на фудбалската спортска академија во Штип. Во Кочани во двете средни училишта Љупчо Сантов и Гошо Викентиев има места за 680 ученици, во училиштето Ванчо Прке во Виница 340, 306 ученици може да се запишат во Беровското средно училиште Ацо Русковски. Во средното Методи Митевски Брицо во Делчево места има за 272 нови ученици, исто толку и во средното училиште Наун Умовски Борче во Пробиштип. Во средното училиште Миле Јаневски Джингар во Македонска Каменица, според конкурсот може да се запишат 204 ученици во прва година. Во однос на минатата година во средните училишта во источниот регион годинава нема измени ниту во бројот на местата, ниту во насоките кои се нудат на новите средношколци. Од вкупниот број слободни места, 816 во училиштата на истокот се за гимназиско образование. Пријавувањето и уписот на учениците во средните училишта се врши во два уписни рокови, јунски и августовски, со 2 пријавувања во јунскиот и 1 во августовскиот рок. Заради изборите на 5 јуни, првото јунско пријавување во средните училишта годинава е поместено на 28 и 29 јуни, а резултатите ќе бидат објавени на 30 јуни. Премиерот на Република Србија Александар Вучич, кој се наоѓа во посета на српските енклави на Косово, изјави дека покрај инцидентот кога тројца напаѓачи фрлија бомба во салата во Зубин Поток, неговата Српска напредна партија ќе одржи митинг. Програмата на неговата посета ќе продолжи според планот. Бомбата беше фрлена околу 3 часот по полноќ во моментот кога таму се наоѓале работници кои ја поставувале бината за митингот, но за среќа нема жртви. Директорот на Канцеларијата за Косово Марко Ѓурич пред новинарите истакнал дека од експлозијата оштетен еден автомобил, а пронајдени се чаури од автоматско оружје. Вучич повтори дека нема ништо од можноста Србија да ја признае независноста на Косово кога и да било и дополни дека само силна земја може да ги заштити интересите на својот народ. На средбата со србите во Лепосавич, тој изјави дека српската влада никогаш нема да го остави својот народ на Косово и Метохија и дека не прави никаква разлика меѓу нив и граѓаните на Централна Србија. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган денеска за време на посетата на Вашингтон изјави дека исламофобијата е во пораз во Соединетите Американски држави, како и дека муслиманите се намета на американските председателски кандидати за време на предизборната кампања. Ердоган во говор на отворањето џамија и верски комплекс во близина на Вашингтон, чија изградба ја финансираше Турција, изјави дека неодамнешните терористички напади во Брисел и Париз бледеат во однос на она што преживеа Турција, како и во однос на терористичките напади во пакистанскиот град Лахоре. Ирачката војска ослободила околу 1500 затвореници од подземен затвор на екстремната сунитска организација Исламска држава во западниот дел од земјата, соопштија локалните власти. Ирачките безбедносни сили ги пронашле затворениците за време на борбите со џихадистите, кои се утврдиле во градот Хит. Исламската држава претрпе големи удари од ирачките сили во текот на изминатите неколку месеци и загуби повеќе области кои беа под нејзина контрола од летото 2014 година. Само во текот на минатиот месец март, 1119 ирачани, од кои 575 цивили, ги загубиле животите, а уште 1561 други се повредени во вооружени судири и терористички напади, соопшти во петокот мисијата на Обединетите нации за помош. Во спортската сала при основното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Каменица се одигра надпревар во втората футсал лига меѓу екипите Рудник Сасе и Биџот Куманово. Важна утакмица последна од оваа надпреварувачка сезона и борба за пласман во првата футсал лига. Се превруваме во втората футсал македонска лига. Последен надпревар на надпреварувачката сезона, одлучуваме за прво место, со евентуална наша победа, ќе избиеме на прво место, со тоа ќе се пласираме најверојатно во првата македонска футсал лига. Биџи и Рудник Саса имаа сретнато и минатата сезона, но тогаш на гостински терен. Во првата полусезона се сретнавме со нив на нивен терен во Куманово, игравме 5-5, тоа ни дава надеж дека овде можеме да ги победиме, се надеваме на добар надпревар, на мирен надпревар, па нека победи подобро.
И покрај неизвестноста на играчите надпреварот во Каменица заврши со убедлив резултат 8-2 победа за домаќинот Рудник Саса, кој успеа да се пласира во првата македонска футсал лига. Вардар успеа да го победи Чаир. Домакинот дефанзивно ги толерираше нападите на фаворитот, се до моментот кога беше досуден пенал. Единствениот гол вреден победа го даде Фелипе во 68-та минута. Неговиот удар од 11 метри го одбрани Зендели, но топката повторно се одби до него и тоа смести во мрежата на домакините. По примениот гол домакинот се отвори и тргна на израмнување. Имаше и две шанси, но не успеа да ги израдува своите навивачи. Пред крајот на првиот дел на надпреварот Попов беше удрен со тврд предмет, пошто настана и мешаница меѓу играчите на двата тима, а по последниот свиреш на судијата, фудбалерите на Вардар беа нападнати од неофицијални лица кои влегоа на теренот. Во другите надпревари Брегалница оствари победа со 5-0 против Царев двор на негов терен. Турново го победи Металург со 1-0, а со истиот резултат Силек славеше против Ренова. Ова беа сите содржини предвидени за ова издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Имајте пријатна вечер.